Обвинителството за организиран криминал и корупција го презема случајот за мостот Око, во кој се сомничат поранешниот градоначалник на општина Центар Владимир Тодоровиќ и уште двајца негови соработници за злоупотреба на службена положба. Имено, општината склучила договор за јавна набавка со фирмата Конструктор Инженеринг во 2009 година, а мостот требало да биде завршен до јануари 2012 година. Договорот бил склучен на 92 милиони денари, но со анекс неговата вредност достигнала 120 милиони денари. Поради неисполнување на обврските од договорот, прекршување на рокот за изведување на работите, како и поради неквалитетно извршување на веќе изведените работи, во 2012 година општина Центар го раскинала договорот, а за довршување на работите за изградба на пешачкиот мост била спроведена нова постапка за јавна набавка и бил склучен нов договор со друг изведувач. Поранешниот градоначалник и неговите соработници требало да ги активираат двете банкарски гаранции навремено, со кој Конструктор Инженеринг бија надоместил штетата кон општината, но тоа не го направиле. Осомничените согласно своите надлежности не презеле активности за активирање и наплата на банкарските гаранции депонирани во деловните банки од страна на изведувачот, ниту побарале продолжување на рокот на важност на гаранциите во износ од 8.773.714 денари за дадените аванси. Воедно, првоосомничениот согласно склучениот анекс договор, иако бил обврзан, не го продолжил рокот на важност на банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување на работите во износ од 17.879.710 денари, а која гаранција по раскинување на договорот требало да ја активира и наплати во корист на општина Центар. Инаку, редакцијата на 1 ТВ ја истражува фирмата Конструктор Инженеринг, која освен во овој случај, се јавува и во случајот против поранешниот министер за здравство Никола Тодоров за исто дело – неактивирање на банкарска гаранција. Нашите извори во Хрватска брифираа дека хрватскиот гигант не ги градело објектите од контроверзниот проект Скопје 2014, туку дека македонската фирма Конструктор Инженеринг само ја купила референцата. Нашата редакција ќе продолжи да истражува фирмата, како и да бара одговор на прашањето зошто во неколку случаи државни функционери противправно ја овозможуваат да се стекне со буџетски средства.